Го земаме на комплетна анамнеза на пациентот уште од неговото рано детство, затоа што често пати се случува да не дојде до навремено спуштање на тестисите кај момчињата и тие се повеќе се задржуваат подолго време во абдоминалната средина, каде што температурата на телото е повисока, 37 степени, во однос на температурата што е бараат тестисите. Бараат тестисите се затоа што тие анатомски се наоѓаат надвор од телото на мажот. И секоја состојба која што може да доведе до зголемување на температурата на тестисите, може и како да делува на процесот на сперматогенезата. И ке ваквите момчиња, доколку навреме не се спуштат сперматозидите, колку подолго стојат, тие се повеќе изложени на температура и веќе уште од мали години почнува веќе да биде афектиран процесот на сперматогенезата, односно да дојде до уништување на спермалното ткиво, а со тоа и веќе и да се нарушува и процесот на сперматогенеза. Многу малце се зборува, машките се многу некако релаксирани во однос на тоа дека на нив ништо не им може, ниту ХПВ вирусот, ниту било бактерија, опуштени се заради наша грешка, лекарска грешка, заради тоа што ние недоволно објаснуваме дека било каква инфекција, како кај девојчето, така и кај машкото може да направи долготрајни трагични последици во однос на репродукцијата. Може да дојде до обструктивна азоспермија или да дојде до такво влошување на спермограма што неќе може дури понатака ниту со инвитро да успее да создаде потомство од простата од младешка небрежност. Добро дојдовте во уште еден подкаст со доктор Татјана Горжанова и доцент доктор Валентина Сотировска на една тема, машка тема, која и тоа како го засека понижниот пол, дури името е страшно, азоспермија, или, она што би рекла народски, неприсуство на сперматозоидите во ејакулатот. Што би рекла народски тешко. Народски оргазам на суво. Тешко народски ејакулати се поред, ама стварно делува страшно името како наслов за хорор филм е азоспермија. Меѓутоа кога ќе се објасни се и кога ќе се навлезе, проблемот има решение. Азоспермијата како дијагноза, како што напоменавте, представува отсуство на сперматозоиди во ејакулатот кај мажот. Генерално го има застапена како дијагноза во 1% од машката популација, а некаде 10 до 15% отпаѓа оваа дијагноза кај мажите кои што лечат, значи инфертилитет, кај кои што имаат проблем со забременувањето. Во однос на причините кои што доведуваат до ваквата ситуација, азоспермијата е поделена во две групи, и тоа обструктивна и необструктивна. Значи самото име кажува кои се причините за настанувањето на оваа дијагноза. Имено кај обструктивната, која опфаќа некаде околу 40% од случаевите со азоспермија, има обструкција во каналите на исфрлање на сперматозоидите. Значи попречен е патот на исфрлање на сперматозоидите од тестисите кон надворешната средина. Причини за ваква ситуација најчесто се некои хронични урогенитални инфекции, може да бидат повреди на тестисите или некои хируршки зафати. Камења исто во бубрези може да бидат. Така, кои што може да доведат до некои воспалителни процеси и да дојдат до слепување на каналите и со тоа неможност да се исфрлат сперматозоидите. Значи нема проблем, механичка природа, нема проблем. Или вештачка вазектомија што се прави кај некои, кој што кај нас е поретка, но сепак во другите западноевропски земји доста често, после одреден број на деца прави вазектомија, тоа е врзување, нели? Али но после тоа ние имаме такви пациенти од кои што ни доаѓаат попретежно од странство, кои што после се предомислува и сака да се одврзат. Но не може да се одврзе, така единствен начин е инвитрото, нели? Има и таква, тоа е исто така обструктивна азоспермија кога се подврзуваат вештачки. Евнуси? Не се евнуси, евнух е кога ќе се отстрани тестисот, кога ќе немаш лезда, нели? А ова е само подврзнување на каналчињата. Другата група на азоспермија е необструктивната, таа да кажем пострашната група на овој тип на азоспермија, од причина што немаме проблем со каналите во однос на исфрлањето на сперматозоидите, туку во самиот процес на создавање на спермата, значи во процесот на сперматогенеза. Кога ќе добиеме резултатот спермограм, каде што сите вредности, значи за сите параметри се 0,0,0, во тој случај пациентот го праќаме на уролог или на андролог со цел да видиме која е причината која довела до ваквата ситуација.
Се проследува значи за хормонски статус, да видиме дали има некој хормонски дисбаланс кој што довел до инактивација значи на самата сперматогенеза. Земаме на комплетна анамнеза на пациентот уште од неговото рано детство. Затоа што чисто пати се случува да не дојде до навремено спуштање на тестисите кај момчињата и тие се повеќе се задржуваат подолго време во абдоминалната средина, каде што температурата на телото е повисока, 37 степени, во однос на температурата што е бараат тестисите. Бараат поладна. Се затоа што тие анатомски се наоѓаат надвор од телото на мажот и кај нив некаде од 0,6 до 0,8 степени е пониска температурата во однос на температурата и споредбено со нас, значи со јаниците кои што се наоѓаат во утробата, нели кај жената. Тие бараат топла средина и затоа се наоѓаат внатре. Кај мажите проблемот нели е повисоката температура и секоја состојба која што може да доведе до зголемување на температурата на тестисите, може и како да делува на процесот на сперматогенезата. И кај ваквите момчиња, доколку навреме не се спуштат сперматозидите, колку подолго стојат, тие се повеќе изложени на температура и веќе уште од мали години почнува веќе да биде афектиран процесот на сперматогенезата, односно да дојде до уништување на спермалното ткиво, а со тоа и веќе и да се нарушува и процесот на сперматогенеза. А кога сме веќе кај младите деца, често пати се случувало да слушнеме онака дека машките деца треба многу внимателно со заушките. Дали е тоа мит или навистина заушки може да се случи? Да, заушките директно вирус, значи заушките популарно нели кажано, тоа го зборувавме со докторката Марија дека во раната возраст, односно некаде препубертетска возраст, доколку фатат заушки, популарно кажано, многу често знаат понатака во адултната доба да имаат проблеми со инфертилитет. Ако не се третираат, добро, ако не се третираат, едноставно кому иде? Кому иде баш така. Едноставно, колку и да се третираат, процес, колку и да се третираат, и да се внимава, значи. Да се внимава, затоа што тој е воспалителен процес кој што директно и тие директно како ги фаќа заушките, нели, плунковите жлезди, исто така ги екзокрините жлезди, исто така ги напаѓа и тестисите. Така да може на секој ниво да направи оштетување. Кај ова ја би сакала само да надополнам кај необструктивната. Ние и затоа, пошто обично доваѓаат прво кај нас првиот контакт нели на гинеколог, специјалист по репродуктивна медицина, после тоа ги викаме и ембриолозите за консултација. Прво нешто што правиме е хормонален статус, затоа што ако видиме дека хормоните, посебно ФСХ и ЛХ, дека се со високи вредности, тогаш велиме дека најверојатно тоа е необструктивна азоспермија, која што е полоштипна азоспермија. Исто овие ФСХ и ЛХ, исто кај жената, ако се покачени, укажува на андропауза, на менопауза. И кај нив укажува на некој начин на андропауза, односно дека губење на виталност. Да, баш така, тие семинални клетки, сертолиеви клетки кои што го лачат инхибинот за да го ја контролира ФСК и ЛХ оската, односно ФСК оската и тие лајдивигови клетки кои што контролираат ЛХ оската, дека не се баш во најдобра кондиција. Значи веќе клетките на клетично ниво дека немаме веќе никаква функција, не лачат инхибин и на тој начин ФСХ-та се повеќе ЛХ се лачи, мислејќи дека на тој начин ќе ги стимулира. Уствари на празно. На ниво на празно, на ниво на клетка веќе немаме создавање на сперматозоиди. И кога имаме такви високи хормони и кај обавезно посебно така по тој редослед одиме. Ако имаме високи хормони, тогаш назначуваме и кариотип, и микроделеци, и цистични фибрози, испитување моногенетски заболувања кои што можат. Додуше цистичните фибрози многу често пак одат моногенетските со обструктивни. Со обструктивни азоспермии, но со необструктивните може да отидат и одредени генетски малформации, односно некои аберации, односно поместување на ниво на кариотипот, тоа е хромозомската мапа, или пак одредени состојби микроделеција на Y хромозомот, значи одредени делови, изостанување на одредени делови во Y хромозомот, кои што се врзани за спермогенезата. Има најразлични синдроми, кои што се познати и се врзани со азоспермија. Во тој случај, ние ништо не можеме да правиме, освен да кажеме дека ќе се оди со тук материјал, дека не може да се извлече материјал од тој пациент. За среќа, тој е се со многу помал процент.
Значи се ова може да се детектира во лабораторија и да се при консултација се испитувања. Се тоа може да се детектира со испитувања, при консултација на парот. процес е ова или ова може со неколку? Па и веќе ни раскаже докторката за како понатака, нели, во случај кога би веќе се сомневаме дека дека е обструктивна азоспермија, што понатаму, што треба да правиме? Во такви случаеви имаме, значи, можност да се испита дали што искрено се случува во самите тестиси, значи дали имаме и до кое ниво на сперматогенеза имаме, доколку се случува. Во тој случај се прави хируршка интервенција, значи во договор со уролозите се прави хируршка интервенција, односно земање на мали биопсични парчиња од тестисите на мажот, тоа се нарекува тестикуларна биопсија или позната како тесен метода, со која што најдобро би било да се користи микротесе техниката, кога урологот директно со микроскоп ги гледа оние најдобри зони од тестисите. Најнабабрени каналчиња, каде што има многу добри канали видливи, кои што се извртени како на времето телефонските слушалки со спиралната жица што беше, во таква состојба нормално треба да бидат и овие канали во кои што се ствараат сперматозоидите, и доколку најде такви жаришта, да кажам, извлекува од нив неколку парчиња на ткиво и во посебен медиум ни го доставуваат кај нас во лабораторија. Со микродесекција на тоа ткиво ние гледаме директно под микроскоп и ги бараме сперматозоидите, значи го гледаме составот на таквото ткиво. И тоа е прецизно. Апсолутно, да. Значи, штом видиме дека има сперматозоиди, да ќе се изредуваме нормално, затоа што и веќе им дадеме можност на господинот да пробаме, нели, оплодување со негов сопствен материјал. Во такви случаеви правиме криопрезервација на тој материјал, значи го замрзнуваме материјалот и го чуваме до наредна употреба додека не ја спремиме неговата партнерка, неговата сопруга, за да можеме за инвитро, за да можеме да го направиме оплодувањето. Некогаш се случува да не најдеме, меѓутоа исто така подкрепени сме и со хистопатолошка дијагноза, затоа што паралелно со земањето на биопсичен материјал за кај нас во лабораторија, обавезно се праќа и за хистопатолошка анализа, бидејќи сепак тоа е златниот стандард или на дијагностицирање. Така да, кога веќе ќе ги имаме и двата резултата, ако и кај нас има отсуство на сперматозоиди, ако и хистопатолошката дијагноза покаже целосно ако генетиката е во ред, така, хормоните се во ред, тогаш очекуваме и успех. Така. Сега успехот после тесе е отприлика околу 17%. Так. На светско ниво до сега. Значи, на инвитро збориме постапки, вака по природен пат нема шанси да се случи нешто. Во зависност од тоа и доколку е оштетувањето на самите сперматозоиди, доколку не е големо оштетувањето, ние гледаме веќе добра морфологија на сперматозоидите и во тој случај не би имало никаков проблем и во самиот процес на фертилизација и добивање на ембриони. Меѓутоа, доколку генетиката е многу повеќе нарушена, во тој случај веќе се добиваат, што го спомнавме и во претходната емисија, ембриони кои што ќе прекинуваат со развојот, ќе имаат лоша морфологија или ќе дадат вакви спонтанни абортуси кои што за жал нема да резултираат со здраво живородено дете, и доколку се повторуваат ваквите случаеви, во тој случај препорачуваме оној план Д што го напомена и докторката, тоа е веќе одење со донорски програм, значи со донирани сперматозоиди. Еве веќе кога го спомнавме донорскиот програм, банката за сперматозоиди, можете ли нешто да кажете на таа тема? Така, значи, ние долги години соработуваме со банки кои што се етаблирани, значи, во светот и за донација на сперматозоиди, на јајни клетки и на ембриони. Значи, до сега имаме одлична соработка, затоа што навистина тоа се селектирани донори, значи може да се пријави кој сака да биде донор, меѓутоа постојат строги критериуми во однос на селекцијата и се прави една комплетна анамнеза, фамилија
фамилиарна анамнеза, се прави каталог во зависност од тоа која земја какви правила законски има, дали дозволуваат да се даде нели каталог од донаторите за да биде полесен изборот на пациентите за нивниот донор. Обично се даваат сите оние параметри на донаторот во однос на висина, тежина, боја на коса, боја на очи, фамилиарната анамнеза, професија. Некои дури имаат и екстендирани профили кои така да може да видат и кои се нивните хобија, каков им е ракописот, слика може да има од донорот. Некои земји дозволуваат какви се слики од донорите кога биле деца, некои не дозволуваат воопшто да има слика, зависно значи од изборот на... Да, и сите се детално испитани генетски на најбитното, моногенетски болести кои што се некомпатибилни со живот или со квалитетен живот или со нели одреден обавезно кариотип се испитува ке тие и одредени нели наследни заболувања доколку има и тоа се најважното ништо положено дали има сини очи или кафени очи, многу побитно дали има здрав наследен материјал. Тоа се барања кои што мораме ние да ги исполниме спрема нашиот закон, значи законот и за европскиот закон, и европскиот токму така, затоа што мора да има комплетна евиденција што се случува со донорскиот материјал во нашата држава, затоа што сепак ние сме мала држава и мора да имаме апсолутна контрола на све што се увезува и затоа што и нашиот закон дозволува до 2 живородени деца од еден донор, така да ние веќе имаме долгогодишна пракса во оваа област и навистина имаме одлична соработка и со Министерството за здравство и самите инвитро центри помеѓу себе, за да не дојде до приклопување на некој од донорите, што е апсолутно забрането. Забрането. И ова е многу битно да се слушне за да се разбијат митовите, шпекулациите на оваа тема. Исто и со јајцеклетките. Така, значи за жал потребата за јајни клетки исто така е се поголема и поголема, значи се повеќе сме сведоци на млади девојки кои што и како рано влегуваат во менопаузи од X причини, можеби некои од овие што и претходно ги напоминавме кои што важат нели и за мажите и кај нив побаровачката, ако може така да ја наречам, потребата значи за донирани јајни клетки се повеќе се зголемува. Исто на истиот принцип се работи со донацијата на јајни клетки, повторно значи овие сите испитувања кои што се прават кај машките донори се прават и кај жените како донорки, затоа што ги наложува и законската регулатива. Исто постојат такви каталози што го леснува изборот кај жените. Исто е законот не повеќе од 2 живородени деца, заради тоа што е мала земја сме и може многу често да дојде и до нели после тоа без знаење да дојде до инцест. Но во секој случај ние барем во нашата клиника се трудиме да не се повтори донор. Значи ако доколку еден пар има одреден донор, ние без разлика дали успееле или дали не успееле, ние не го нудиме понатака тој донор на друг пар. Заради тоа што сакаме да сме етични и да не мирни, со мирна совест да не учествуваме во евентуално понатака создавање на бракови помеѓу браќа и сестри. Да, пошто тоа е сепак дискретна работа, никој од овие родители не е должен и обврзан да го кажува тоа, дали е направено со донор или е направено со сопствен материјал. Тоа е апсолутно има законско право да го прекјути тоа. Строго чувана тајна. Строго чувана тајна, да не го пренесе на никого, ниту на својот доктор, ниту на... Така да, баш токму поради тоа и таа анонимност може и понатаки да не се знае во ова мала земја како тие генерации после тоа ќе се спојуваат. Тие се тајни кои треба да останат тајни, меѓутоа тајна не треба да биде како да се направи некоја превенција, како заклучок можеби нели да повториме. Она што веќе го кажавте е што влијае врз таа азоспермија и како може тоа некако превентивно да се стопира, да се спречи. Единствено превентивно што може да се започне рано со превенција. Значи, она што постојано го кажуваме, да не дојде до вакви несакани ефекти. Значи, младите момчиња да си прават чисто спермограми. Значи, еднашка во годината не е лошо да се направи спермограм, чисто да се види дали постојат некакви флуктуации во концентрацијата на сперматозоидите од
не дај Боже да не дојде до губење или немање на сперматозоиди, затоа што навистина не знаеме што ни носи иднината. Ние веќе имаме имплементирано долги години процеси за криопрезервација и на јајни клетки и на сперматозоиди, така да многу е поедноставна идејата и тие се толку достапни од финансиски аспект зборам и толку едноставни за изведување, за да може секој да се криопрезервира, ако сака нормално, превентивно и ејакулат, дури и јајни клетки, за да не дај Боже, не знаеме животот што ни носи. Можеби правиме кариера сега, така, не може и од различни болести да бидат исто. Малигни заболувања, хронични некои заболувања, кои што не може да бидат причина за и малигни заболувања, хронични заболувања или одредена терапија, посебно кај малигни заболувања, дури кај хроничните, кај автоимуните, исто така може да бидат причина за азоспермија. И доколку овие пациенти треба да започнат со таква терапија, ние апелираме и кон докторите што ги водат да им советуваат да замрзнат материјал пред да почнат со терапијата. Заради тоа што може после да се соочат токму со азоспермија. Значи има решение. Така. И исто така, јас како гинеколог ќе кажам, пошто тоа секогаш се сваќа некако како банална тема, воопшто не е банална. Сексуално преносливите болести и кај машките може да направат, како што кажа доктор Валентина, воспалителен процес кој што ќе направи обструктивна азоспермија. Значи, односи со кондом, заштита од сексуално преносливи болести, добро репродуктивно здравје. Кратко и јасно. Спермограмот не е болен и може секој да си го приушти, да, за да но инфекциите знае... и како влијаат и на машката плодност, тоа многу малце се зборува. Так. Машките се многу некако релаксирани во однос на тоа дека нели на нив ништо не им може, ниту ХПВ вирусот, ниту било бактерија, опуштени се заради наша грешка, лекарска грешка, заради тоа што ние недоволно објаснуваме дека било каква инфекција, како кај девојчето, така и кај машкото може да направи долготрајни трагични последици во однос на репродукцијата. Еве, може да дојде до обструктивна азоспермија или да дојде до такво влошување на спермограма што не ќе може дури понатака ниту со инвитро да успее да создаде потомство од младешка, од младешка небрежност. Значи не ве плашиме, само ме опатуваме на јас времено. Би ги плашела, не, да. Јас и би ги плашела да бидат малце и они посовесни за сопственото здравје. А која возраст, речеме, прв пат треба да направи едно машко дете? После 20. После 25 веќе би требало, да, веќе почнуваат. Али треба, значи како што ги воспитуваме нашите пациентки, односно ги едуцираме, девојчињата дека треба да се пазат, заради најмногу тука се направи заради цервикалниот карцином, но малце повеќе се минимизира ефектот врз репродуктивноста на другите сексуално преносливи болести. Една хламидија, како што може да направи обструкција на туби, исто така може да направи обструкција на канали на тестисот и да направи азоспермија. Или да го оштети, како што во претходната емисија говоревме, да направи зголемена ДНК фрагментација, оштетување на ниво на клетка заради хроничен воспалителен процес, затоа што хламидијата е хронична инфекција и понатака да има проблеми со, например, нема со малигни заболувања, но репродуктивната понатака кога ќе се соочи со неплодност, тоа е психички исто како да се соочува со малигно заболување. А навремено ако користи кондом и се заштитува од сексуално преносливи болести, тогаш кога не планирал да создаде бременост, понатака ќе може да има здраво потомство без користење на одредени техники и методи кои што ги користиме ние во центрите за лекување на плодност, на неплодност. Што видиме во медицината, најдобро се спречи, многу е подобро се спречи отколку се лекува. И ова емисија со таа цел да се информираат, заради тоа што нема друг начин како превентивно самите како може да си помогнат. Еве и сумарно и од оваа емисија ние извлековме нешто што на гледачите ќе им донесе информација не само за процесите, нели, за болестите, процесите на терапија, на третмани, туку и како да не дојде до такви болести. Велиме дека хигиената е половина здравје, меѓутоа превенцијата е повеќе од половина здравје. Цело здравје. Цело здравје, така е. Ви благодарам, докторке, за овој подкаст. Ке ја викаме почесто доктор Гужанова, затоа што навистина даде драгоцени не се љубители многу на камера, но од сега најавувам дека ќе ни бидат и
чести гости, посебно за инвитрото, затоа што нема некој што е повикан да зборува за инвитро од ембриолозите. Посебно од искусни и реномирани ембриолози. А од ембриозите излеговме сите. Затоа се многу битни. Има едно овакво меме и Господ бил ембриолог. Ембриолог, така. Така е. Останете во добро здравје и превенција.